Во Средното општинско училиште Киро Спанџов Брко во Кавадарци веќе трета година успешно се спроведува дуелно образование во соработка со германската компанија Дрекслер Мајер. Учениците кои го завршуваат ова образование имаат можност да добијат сигурно вработување во оваа компанија. Министерката за образование Мила Царовска, која денеска беше во посета на училиштето, истакна дека стручното образование продолжува и во услови на пандемија, како одговор на потребите на стопанството за квалитетен и добро обучен кадар. Оваа учебна година дуелно образование посетуваат 220 ученици. Мене ми е драго што заедно со градоначалникот на општина Кавадарци, директорот на средното стручно училиште тука, можевме да поразговараме и со учениците, но исто така и да поразговараме која е идејата за се поголем развој на средното стручно образование во нашата држава. Мислам дека она кое што недостига е заедничко договарање помеѓу компаниите, општините и училиштата за тоа кои профили ќе се верификуваат која година и тие треба секогаш да бидат усогласени со потребите на пазарот на труд. Токму затоа како Министерство за образование и наука започнуваме диалог заедно со општините, денеска бе во Велес, па еве сум во Кавадарци, за да може да од јануари месец подготвиме заедничко организирање на профилите кои што треба да започнат 2021-2022 година. Тоа ќе значи дека нема да има повеќе подготовка на профили кои што не се потребни или во локалната заедница или во регионот во кој што тие обучуваат свој кадар. Компаниите имаат клучна улога, затоа што знаеме дека целата опрема е многу тешко да училиштата ја следат како најнова и потребна. Динамички се менуваат сите работи во ова ново наше современо живење и токму затоа компаниите секогаш имаат последна опрема која што е најважно да учениците се научат да работат над неа. Затоа тие ги вклучуваме во процесот на дообука, доостручување на кадрите. При тоа, тие кога ќе поминат одреден период, да речеме 2-3 години по неколку часа во текот на неделата во компанијата, тогаш тие се припремен кадар директно за влез на работно место и компанијата понатаму нема да губи време за дообучување и доостручување, туку има сервиран кадар кој што ќе биде продуктивен веднаш по вработувањето. Од сите страни мислам дека добиваме една ситуација која што е победничка за сите засегнати страни, и општината, и училиштата, учениците, најважно и компаниите на крајот, кои што ќе може да дадат и дополнителна вредност во економијата во нашата држава. 220 ученици на ниво на држава се вклучени во дуално образование оваа година, 85 се запишани само оваа година и расте интересот за овие паралелки. Како Министерство за образование и наука и како влада отворивме можност да стипендиите за ученици сега се прошират токму за овие дефицитарни струки како што се електромашинска, градежна струка и земјоделие и очекувам навистина да што поголем број на ученици се запишуваат до средното стручно, да тие се квалификуваат и да понатаму брзо се најдат на пазарот на труд како активно вработени работници во НАТО. Градоначалникот Митко Јанчев вели дека ова е добар модел за да се произведат профили кои се бараат на пазарот на трудот. Трета генерација успешно се движи кон дуалното образование заедно со компанијата Дрекслер Мајер. Имавме една промоција исто така од Германска амбасада, од Димната стопанска бизнис комора, која што исто така изразено задоволство и мотивација и поттик на цела оваа ситуација која што имаме во стручното образование. Така да министерката денеска даде изјава и кажа дека ќе има и стипендирање за овие деца наши кои што се во дуално образование, една плюс мотивација за да можеме да изградиме кадри кои што по идно време ќе бидат наши и инженери и луѓе кои ќе работат во нашата индустрија во цела држава. Така да Општина Кавадарци има многу индустријски развиен потенцијал, имаме доста компании кои што бараат кадри, невработеност е само на 5%, доаѓаат луѓе повеќе од 2 или 3 луѓе кои што работат во Општина Кавадарци, во компаниите кои што ги имаме, така да овој кадар не е необходен и мислам дека е прав потек за дуалното образование и за мотивација на самите ученици. Директорот на Средното општинско училиште Киро Спанџов Брко, Драги Ташев, е задоволен од досегашната соработка со Дрекслер Мајер и нагласи дека нивното училиште е прво во земјава каде започна да се спроведува дуално образование. Повод за ова наша средба е запишувањето на третата генерација на учениците во дуалното стручно образование. Тоа се ученици кои што се запишани во профилот техничар за индустријска мекатроника, профил кој што пред 3 години се воведе во системот на образование, профил кој што и ние учествувавме во изработката на тие наставни планови и програми и можам да се пофалам дека сме прво училиште кој што учествувавме во проектот за дуално образование,
проект кој што го поддржа, односно беше поддржан од страна на делегацијата на германското стопанство во Република Северна Македонија. Моментално во училиштето се 56 ученици запишани во дуалното стручно образование, ученици кои што практичниот дел од наставата го реализираат во компанијата Дрекслер Мајер. Меѓутоа, морам да спомнам дека ние имаме доста добра соработка и со останатите компании во градот, така да моментално 165 ученици се запишани, односно посетуваат практична настава во останатите компании. Во Кавадарци во средното стручно училиште Киро Спанџов Брко учениците се обучуваат во струката техничар за индустријска мехатроника, а практичната обука ја извршуваат во Дрекслер Мајер. Проектот за дуално образование го поздрави Патрик Мартенс, директор на делегацијата на германското стопанство во Македонија. Срекни сме што денес имаме можност да ги поздравиме 14 нови ученици. Овие 14 нови ученици се запишани на во дуално образование во германски модели кои изучуваат профилот на техничар за индустријска мехатроника. Ова е многу важна професија, многу тешка професија, која разбира и токму таму е вашата шанса за истакнување и развој на вашата професионална кариера понатаму. Околу тоа е интересно на Дрекслер Мајер компанија да ви понуди добри работни услови по завршување на вашето образование со цел да ве задржи во компанијата, каде што ќе може да ја развивате својата професионална кариера и да работите во компанијата. Можноста да се има образование на две места, како што кажува и самиот термин дуално образование, е особено важен за вас, бидејќи на тој начин теориската основа ја учите во училиштето, а практичната обука, учење преку работа ја обавувате во рамките на самата компанија, каде што учите да се запознавате со целиот работен процес во компанијата уште за време на вашето средно образование. Во програмата за дуално образование се вклучени 7 училишта од 7 општини и 12 компании. Покрај во Кавадаречкото училиште дуално образование се реализира и во Велес, Охрид, Битола, Прилеп, а од оваа година во Скопје и Тетово.